И јас веќе неколку пати и јавно повикав за да се дознае вистината, да се објават стенограмските забелешки. Значи, апсолутно е неточна тезата дека не сме го прифатиле 22, бидејќи првиот предлог, како што веќе јавно соопштивме, беа 22 и 27. 27 не можеше да биде, бидејќи е петок. Веројатно имаше мала недоумица или грешка, ајде да кажеме, ненамерна кај премиерот. Она што всушност се случуваше на средбата, после понудата на Заев за 22, беше прашањето од страна на претседателот Мицковски, дали ние како политичари, дали ние како представници на најголемите партии во Република Македонија треба да продолжиме, односно да им дадеме пример на граѓаните со тоа што уште на самиот почеток после се што се случи со прекршување на законот, бидејќи законот е доволно јасен и кажува дека е неминовно да има техничка влада 100 дена пред одржување на изборите. Знаете дека има мала колизија со уставот. Таму роковите во случај на предвремени избори се 60 дена. Не е точно тоа и тоа е еднаш се обидува од СДСМ, значи да го пласираат како теза сакајќи да избегнат техничката влада ланскиот период. Меѓутоа, овој пат тоа не го направија, бидејќи се свесни дека тоа апсолутно не е така, бидејќи Уставот, Изборниот закон и Законот за влада, кои што ги третираат овие неколку прашања, пропишуваат различни временски рокови во различни ситуации, предвремени, редовни, распуштање на парламент, техничка влада и слично. И апсолутно нема никаква колизија и Законот за влада е доволно јасен и прецизен дека техничката влада треба да биде најмалку 100 дена. Роковите во однос на 45, 60, 90 дена, помалци или повеќе како минимални или максимални, се однесуваат на периодот во кој се распушта собранието, во кој треба таа влада да биде и слично. Така да, апсолутно нема никаква колизија во однос на тоа. Меѓутоа, да полемизирам, со вас. Во Уставот пишува дека во случај на распуштање на парламентот, изборите за нов состав на парламентот се одржуваат во рок од 60 дена од денот на распуштањето. Од најмалку 60 дена. Не, во рок од 60 дена. Во вонредни избори, кога се редовни 90 дена. Па вонредник имаме сега. Знаете зашто ве прашувам? Утре може некој да дојде со иницијатива во парламентот. За неа да има 61 глас, иницијатива за распуштање на парламентот, по сила на Уставот изборите мора да завршат во рок од 60 дена, ме разбирате? Тогаш ќе нема пржинска влада 100 дена. Затоа пред тие 60 дена, значи треба плюс 40 дена да се формира таа техничка влада. Што всушност беше и нашиот предлог. Во ред, не бегаме апсолутно, сакаме брзи избори. Оваа недела, бидејќи тоа беше нели во неделата, оваа недела ја бираме техничката влада, се распушта парламентот, броиме 100 дена, кога и да биде тој 100-ти ден, 15, 20, 23 јануар, нема проблем, нека се одржат изборите. Пошто Заев ретерираше и не го прифати тоа.